гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Кошта во Скопје, Мицкоски со исти ставови. Не фере и не сериозно е да се очекува дека ние сега најнаш ќе дојде висок европски политичари, ние најнаш ќе промениме позицијата и готово сме ја завршиле работата. Финансиската полиција во акција за лов на финансиски криминал и корупција. Приведени повеќе лица, меѓу нив и поранешниот директор на Царина Стефан Богоев. Стартуваат преговори за реконструкција на владиниот кабинет. Во ставката на Фетаи, министерот Лимани најавува обединување на разочараните и подготовка на предвремени избори. Законот за заштита од пушење со европско знаменце оди во собраниска процедура. Русија со нов воздушен напад на Украина. Голем број загинати и повредени цивили, меѓу нив и деца. А во тема на денот вечерва за европската перспектива на државата разговарам со поранешниот министер за надворешни работи и потписник на Преспанскиот договор Никола Димитров. Останете со нас. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта е во Скопје. Официјалната посета ја започна на средба со премиерот Мицкоски во владата. Во моментов тек е пресконференцијата во владиниот пресцентар. Одиме во живо со деталите од пресконференцијата. Едината на Северна Македонија цврсто припаѓа во Европската унија. Вашата влада покажа посветеност и сакам да ги пофалам континуираните напори што ги вложувате. Особено би сакал да го истакнам неодамнешниот опиплив напредок во спроведувањето на реформската агенда кон усвојувањето на патоказите за владење на правото и реформата на јавната администрација, што е значајно за пристапниот пат на Северна Македонија, но и за искористување на планот за раст и пристапувањето. Исто така го поздравувам вашето целосно усогласување со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. Тоа испраќа силен сигнал за стратешката ориентација на Северна Македонија и за заедничките вредности што ги споделуваме. Европската унија им обезбеди траен мир и стабилност на своите земји членки преку отпорни демократски институции и силни економски врски. Проширувањето како такво ги нуди истите можности и на нашите европски соседи, како што е Северна Македонија. Но, усвојувањето на договорените уставни измени останува единствениот начин за формално започнување на пристапните преговори. Тоа е единствениот начин за отклучување на целосните придобивки од членството во Европската унија за граѓаните на Северна Македонија. Тоа значи македонците. Европската унија е најсигурниот партнер на Западен Балкан и на Северна Македонија. Таа останува најголемиот инвеститор и најважен трговски партнер. Остануваме посветени да ве поддржуваме и понатаму, и политички, и финансиски. Но, на крајот, моќта да ја обликувате вашата иднина е во ваши раце. Единствениот начин да се постигне напредок кон европската интеграција е преку конструктивен диалог со соседите, преку преземање прагматични чекори за градење доверба и спроведување на неопходните реформи. Драг Христијан, повторно ќе се сретнеме на крајот на неделова во Тивот во Црна Гора, заедно со лидерите на Европската унија и на Западен Балкан. Самитот ќе биде јасна потврда на нашата решеност да ја унапредиме соработката, но и да го искористиме овој момент за проширување на Европската унија. Јас на вистина со нетрпение го очекувам тој настан и уште еднаш ви благодарам за гостопримството. Пани медиуми, подготвени сме да ги превземаме прашањата во досега договорениот формат. Тамара, Телма телевизија, повели. Прашање до председателот на Европскиот совет, господинот Кошта.
Пред една година од оваа говорница рековте дека тоа што е договорено, нема простор за нови договори. Ја слушнавме вашата изјава дека уставните измени остануваат клучот кој ќе отклучи вратата за продолжување, но дали постои простор, поточно дали е прифатливо предлогот кој го даде барем кој го има македонската влада, да се дадат гаранции за Македонија во форма на заклучоци на Европскиот совет околу билатералните, односно идентитетските теми во процесот на проширување. Благодарам. Како што кажав пред една година, како што кажав уште тогаш, она што е договорено. И навистина мора да испорачаме и да го испорачаме она што е договорено и ништо повеќе од тоа. Тоа значи дека она што било договорено во 2022 година треба да се испорача и ништо повеќе од тоа. Освен тоа се работи за нормалниот процес на проширување. Да се отворат и затворат различни поглавја, различни кластери и преговарањето оди чекор по чекор, а тоа е процес кој што се заснова на заслуги и тоа е она што го прават и другите земји кандидати. До сега веќе ги имаме отворено сите кластери, например со Албанија. Вчера комисијата предложи да се затворат првите 3 поглавја. Веќе и одобривме на работната група да започне со процесот за пристапување на Црна Гора и со другите земји во регионот, но и надвор од него работиме и се наоѓаме во различни фази. Но за формално да се отвори процесот на пристапни преговори со Северна Македонија, она што нам ни е потребно е да се испорача она што беше договорено во 2022 година и ништо повеќе од тоа. Одговоривте на прашањето дали се извинувам, морам уште еднаш не ми го одговоривте на прашањето дали е прифатливо барањето такви гаранции за да продолжи процесот и да се усвојат уставните измени во земјава може да дојде преку заклучоци, усвојување на заклучоци од Европскиот совет. Благодарам. Како гаранција. Не сум баш сигурен дека добро го разбрав прашањето, но ако ме прашувате дали Европскиот совет може да донесе заклучоци во кој што ќе каже дека Северна Македонија испорачала и она што Северна Македонија се согласила да испорача во 2022 година и тогаш можеме формално да ги отвориме преговорите, посакувам што е можно порано Европскиот совет да има услови да донесе вакви заклучоци, но за ова зависи од Северна Македонија да го направи тоа што го договорила во 2022 година. Дали е сега јасно? Лепа Џундева, телевизија 24. Јас имам прашање до председателот на Европскиот совет Кошта. Колку е прифатлив предлогот на германскиот канцелар Мерц? Дали може да има одредени модификации за да биде прифатлив од двете страни, да доживее модификации? И дали сметате дека е фер за регионот Украина да добие асоцијативно членство додека Западен Балкан само привилегиран набрудувач? Благодарам. Природно ќе дискутираме за предлогот од канцеларот Мерц. Од она што јас го разбрав е дека канцеларот Мерц верува дека со шесте земји од Западен Балкан процесот на пристапување е полесен во споредба со Украина. И се обидуваат да осмислат некој посебен статут за Украина за да се надмине овој момент и потоа Украина формално
да може да пристапи кон Европската унија. Не сум сигурен дека треба да имаме посебен статут за Украина, бидејќи Украина досега добро испорачува во неформалните процеси на преговори со Европската комисија и секако зависи од драматичната војна во Украина, но сметам дека процесот добро напредува и веројатно нема воопшто да ни треба да смислуваме нешто ново за Украина, но не можам да ги предвидам заклучоците на Европскиот совет пред тој воопшто да ги дискутира идеите дадени од канцеларот Мерц. Да, тоа беа ставовите на претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој што од Скопје порача дека што е договорено и мора да се испорача. Предходно своје обраќање пред јавност имаше и премиерот Христијан Мицковски, кој што рече дека владата е цврсто определена кон европскиот пат. Ја слушаме и неговата изјава. Разговаравме за европската иднина, за состојбите во регионот, за реформите, економијата, водењето на правото, институционалната трансформација, меѓу едно многу подлабоко прашање, дали европската идеја и понатаму останува идеја што инспирира, обединува и создава доверба. Нашата позиција е јасна. Остануваме цврсто определени кон европскиот пат. Не бараме привилегии, не бараме олеснети правила, не бараме нешто што не им припаѓа и на другите, бараме принципи и нормално кредибилен и предвидлив процес. Бараме процес во кој реформите, трудот, заслугите и исполнетите обврски ќе бидат вистински вреднувани. Во изминатиот период работиме посветено на реформската агенда, на јакнење на институциите, на стабилизирање на економијата, на привлекување инвестиции, на подобрување на јавните услуги и на создавање систем што ќе биде поефикасен, поправеден и поблиску до граѓаните. Но исто така, денес отворено разговаравме и за реалноста што ја чувствуваат нашите граѓани. Европската унија мора да се прошири пред се поради стабилноста, а ако сака да биде кредибилна, мора да остане отворена и со еднакви услови за сите, порачува словачкиот претседател Петер Пелегрини по средбата со претседателката Силјановска во Братислава. Пелегрини рече дека ниедна земја не треба по скратен пат да влезе во Европската унија, бидејќи тоа би било нефер кон земјите од Западен Балкан. Словачка беше првата EU членка која јавно го одби предлогот на канцеларот Мерц за постепено приклучување на земјите од Западен Балкан. Ако Европската унија сака да биде кредибилна, мора да остане отворена за земјите на кои што им се потребни договорените услови. Проширувањето како процес мора да биде фер, предвидлив и заснован на истите правила кои што важат за сите кандидати. Ова значи дека треба и да се размислува дека земјите кандидати мора да ги исполнат договорените критериуми, дека Европската унија мора да испрати јасен сигнал дека исполнувањето на условите ќе значи и конкретни чекори напред. Го поздравувам словачкиот став дека идентитетските и културните прашања не треба да бидат предмет на политички условувања и преговори. Мислам дека токму почитувањето на културниот интегритет на секој народ е суштината на европската идеја. Особено го цениме ангажираниот став на Словачка, но и на неколку други земји кои трагаат по можно рационално решение за интегрирање на Западниот Балкан. Она што ние го бараме е да бидеме третирани како сите останати, да бидеме вреднувани според копенхашките критериуми, да добиеме можност да се фокусираме на реформите и на владењето на правото. Доскорешниот министер за европски прашања Орхан Муртезани, кој е актуелен советник во владата, вели дека Македонија и по истекот на рокот во јуни ќе биде земја со најголем напредок во реформската агенда, без да посочи колку од обврските ќе бидат реализирани. Од СДСМ пак денеска обвинуваат дека власта води антиевропска и антизападна политика.
Македонија ќе биде прва земја во Западен Балкан по однос на спроведени реформи и на следните извештаи на Европската комисија, тврди советникот во влада за реформската агенда Орхан Муртазани, кој до декември беше и министер за европски прашања. Тој за Сител вели дека се уште има предизвици на патот поврзани со системот, но владата е подготвена да најде решение. Јас упорно тврдам дека и во наредот извештаен период Северна Македонија ќе биде прва земја во Западен Балкан по однос на спроведени реформи и по однос на пари кои што се поврзани со тие реформи. На прашањето дали е можно откочување на процесот на преговори со Европската Унија без вметнување на бугарите во Уставот, Муртазани вели дека со спроведувањето на реформите праќаме сигнал до Брисел дека ние ги исполнуваме условите за членство. Мислам дека тоа што го правиме во периодот е правилниот пристап преку спроведување на реформите, преку праќање на сигнал дека тоа што зависи од нас како земја ние максимално го исполнуваме. Мислам дека е првиот најбитен чекор и сигнал до Европската Унија дека не само сме декларативно заинтересирани, туку и работиме за европската интеграција на земјата. Додека власта тврди дека нема отстапки од европската агенда, од опозицијата обвинуваат дека водат антиевропска и антизападна политика. Вице-премиерот Иван Стоилковиќ, најблизок соработник на Мицкоски и втор човек во државата, се обраќа на 7-миот состанок на локалните лидери на Кина заедно со српската делегација. Во земја која е полноправна членка на НАТО и кандидат за членство во Европската Унија, вториот човек на владата отворено промовира стратешка соработка со Кина. Мицкоски, Стоилковиќ и ВМРО не сакаат во Европа. Не сакаат реформи. ВМРО ДПМН пак возвраќа дека Филипче работи за бугарски интереси. Оваа државничка политика во која не прифаќаме уцени и диктати од официјална Софија, не им се допаѓа на Бугарија и на специјалниот бугарски пратеник во Македонија Венко Филипче, кои имаат добро координирани ставови и тези кои ги пласираат во јавноста. ВМРО ДПМН нема да дозволи нови понижувања во евроинтегративниот процес на Македонија. Минатиот месец Европската комисија одобри нов пакет финансиска помош за земјите од Западен Балкан во рамки планот за раст, при што нашата држава ќе добие 65,7 милиони евра, сума која е поголема од одобрената за Албанија и Црна Гора. Парите ги добивме откако Брисел позитивно ги оцени реформите што земјава ги спроведе во областа на образованието и дигиталната трансформација. Габриела Лескова, Сител телевизија. Да, за европската иднина или пристапниот процес во тема на денот, како што најавив, разговарам со Никола Димитров, поранешен министер за надворешни работи, поранешен вице-премиер, преговарач, подписник на Преспанскиот договор, многу позиции. Добро вечер, благодарам што сте со нас вечерва. Добре ве најдов и голем поздрав до гледачите на Сител телевизија. По една година Антонио Кошта повторно е во Скопје. Пред малку ги слушнавме неговите пораки испратени од македонската влада. Ваша прва оценка, како ви делува сето ова што го кажа Кошта во Скопје? Не е големо изненадување. Се чини дека имале добра средба од изјавите и од премиерот Мицкоски и од претседателот Кошта. Зборовите суштинска, отворена, продуктивна, започна со пофалби во однос на исполнувањата од реформската агенда, во однос на финализација на клучните документи за првиот кластер, патоказите за владење на правото и реформа на јавната администрација, тука и акцијскиот план за заштита на малцинствата и етничките заедници, повтори условот за уставни измени, тоа што претходната влада го договори се согласи во 22 година во јули. Се чини дека имале, не верувам дека чувме се, така обично тоа оди. Така ви личи? Мене ми личи дека имале суштински разговори и се разбира и природно и да се логично е да очекуваме дека не се ќе биде кажано во јавноста. Мене ми се гледа како една вака генерално така позитивна атмосфера, една имале очигледно добра средба. Дека нема тука пробив, мислам дека нема, тоа е јасно, меѓутоа
имале добра средба. Да, јасна беше пораката на Кошта дека што е договорено и мора да се испорача, веројатно свесен дека ги следат неговите зборови и пораки од Скопје. Сега колегите очекувано посветија внимание на она што беше испорачано како барање изминатите денови и од премиерот Мицкоски јасно и од министерот за надворешни работи, барањето за некакви гаранции од Европскиот совет. Тој рече дека ако добро го слушнав, рече дека такво нешто не може да се направи, но реално има ли опција, постои ли можност Европскиот совет да издаде некакви гаранции кои што би им помогнале во тој процес на македонската влада? Тој не сум сигурен дека го разбра прашањето, барем веројатно ќе мора да преслушаме за да бидеме сигурни. Меѓутоа, дали во преводот, дали одговори повеќе за почетокот на преговорите, отколку за гаранции на процесот, да. Според мене, заклучоци на Европскиот совет предпоставуваат согласност со сите 27. Значи, ја вклучуваат соседна Софија. И во таа смисла, колку и да има расположение кај EU26 да ни се излезе во пресред, оти се зголемува фрустрацијата кај многу земји членки со билатерализацијата на процесот, со билатералните спорови. Јас минатата недела бев во Варшава како киноодговорник на оваа тема. Ние нема земја кандидат поискусна од темата билатерални спорови и проширување. И Италијанското министерство беше представено, Полското министерство, неколку универзитети. Темата беше таа, што да правиме, како билатералните спорови да не бидат пречка. Така што, краток одговор на ова едно комплексно прашање, прво многу тешко ќе се стигне до една таква порака во смисла на заклучок од Европскиот совет, бидејќи треба Бугарија да се согласи. Второ, и да има таков заклучок, што ќе се случи ако имаме поинаков заклучок на следниот Европски совет. Убаво е да има убави сигнали, да се гради една позитивна атмосфера од Европскиот совет. Меѓутоа, нашата заштита, мислам дека треба да ја бараме дома. Мислам дека начинот како ние да направиме чекор, а при тоа да не удриме повторно во зид, односно тој чекор да биде условен, суштински или временски или на трет начин, со игра од другата страна, за да добиеме тоа што сакаме. Ние сакаме членство, ние не сакаме само да ги отвориме преговорите. Мислам дека треба да го бараме дома во уставните амандмани за спроведување во уставниот закон за спроведување на уставните амандмани. Може да се најде правен начин. Би поминало такво нешто во Брисел, ако ние воведеме такви услови за исполнување на тие членови во уставот, или ако ве сваќам добро, да стапат во функција тие подоцна? Одложено. Намерно не сум премногу прецизен, бидејќи зборуваме кон македонската јавност, меѓутоа и кон меѓународната, европската, па и бугарската јавност. Ставате тој процес да се дефинира како би гласел. Ама има начин како тоа да се направи. Многу е рационално и мислам дека е разбирливо со оглед на нашата историја и искуство претходно. Мислам дека кај многу земји членки нема да бидат изненадени ако имаме едно рационално, едноставно за објаснување, еден механизам за заштита што едноставно ќе го објасниме. И мислам дека во крајна линија и Бугарија треба да знае дека не можеме повторно во една авантура, при тоа добиваме вториот протокол е неизбежно дел од пакетот од Европскиот консензус, како што го нарекува Софија. Правата на бугарите се важни не заради тоа што се 3500 во пописот, туку се 210.000, неодамнашна изјава од заменикот МНР на Бугарија. Така што не треба човек многу да следи и да биде експерт за да види дека тука има големи проблеми што допрва предстојат. И разбирливо е дека ние овој процес сакаме да го изодиме обезбедувајќи овие проблеми да не застанат пак.
Оти ние не можеме на секој 4 години или на секој 2 години или на секоја година пак со истава дебата. Ние мора да направиме пробив што вистински ќе го отвори патот, а не до следното вето и до следната блокада. Така што сега мојата клучна и две имам да речеме важни пораки. Едната е не може ова да биде дневно политичко прашање. А се претвори во такво? А се претвори во безмилосно дневно политичко прашање. Замислете да има политичка сила во Софија која што секој ден со соопштенија ќе ја критикува бугарската влада и ќе рече глупости правите, инвестирате во антагонизам, се подалеку ги туркате македонците од македонскиот народ од бугарскиот народ. Време е да престанеме со оваа штетна политика. Утредента пак. Како тоа ние ќе го перцепираме? Ќе чекаме таа партија да дојде на власт, нели? Значи да се ставиме малку во нивните чевли. Мора да има едно елементарно единство за ова прашање. Не може од ова да се тера политиканство, дневна политика. Ние сме научени кај нас стилот на водење политика е препукување дневно, ама не на ова прашање. Апсолутно. И втората порака, исто така многу важна, најмногу, јас мислам дека сегашното статус кво е гупитничка ситуација за сите вклучени. За нашата Македонија, за Бугарија, за Европската Унија. Ние сме најдрастичниот пример дека има огромни проблеми во политиката на проширувањето. Бугарија не турка се подалеку и подалеку од себе. А ние сме се уште на паркингот. Не можеме да ја отвориме сериозно нашата европска иднина. Ама бидејќи најмногу нас не боли, ние мора да бидеме, не можеме да чекаме да падне решение од небо. Не можеме да чекаме решение да донесе Кошта. Мора ние да предлагаме, да имаме стратегија, да чукаме на врати. Ако таа стратегија не профункционира, да пробаме со поинаква стратегија, мора да сме исклучително проактивни за ова прашање. За да се најде решение. Конкретни две подпрашања, дали тие може да бидат решение за овој проблем кој што ја ги слушаме во јавноста. Прво, може ли да помогне референдум? Ќе смени ли нешто тоа? Тоа е дневна политика. Тоа е... Не сакам да бидам груб, бидејќи кон ова не приоѓам низ никаква партиско-политичка призма. Прво, јас немам таква, не сум член на ниту една партија, нити сум бил. Меѓутоа, ја ќе кажем, ако опозицијата решила да изврши политичко самоубиство дома, нека го врши на друга тема. Нека не биде на ова толку големо и важно прашање. Оти, еве зошто се сведува на политиканство. Дали тие имаат реални шанси да имаат двотретинско мнозинство во собранието без ВМРО ДПМН? Не на овие избори. За 10 изборни циклуси од денес. Тоа значи, дали вистина е биткава за патов или за нешто друго е битката. И овој стил, ова е само ветар магла, сеење магла, едно површно препукување кое што ни штети, кое што за земја за која што има симпатии од сите страни заради нашата евроинтеграцијска судбина, ние дома не можеме да најдеме сила да имаме еден став. Еве го ставот на државата Македонија. Еве, овој ни е ставот, сите сме за ова. Дали така ќе бидеме посериозно третирани во Брисел, од председателот Кошта, од EU26 и од соседна Бугарија? Се разбира да. Уште едно подпрашање во оваа насока. Често во јавноста се споменува одлуката на Уставниот суд во однос на постапката за укинување на вториот протокол. Ако се случи такво нешто, дали тоа ќе биде помош или ќе биде дополнителен проблем во овој процес за придвижување напред во процесот? Исклучително тешко прашање поставувате. Има многу силни правни аргументи. Што се случи со тој втор протокол? Тој презема обврски кои што се вон договорот за пријателство.
А таа комисија е создадена и постои, и тие записници што ги викаме протоколи, постојат за спроведување на договорот за пријателство. Таму нема обврска за уставни измени. Таму нема обврска за резултат од историската комисија. Процедурални прашањето помина во парламентот без пратениците да имаат увид, без да им биде даден тој документ да го прочитаат. Така што Уставниот суд е ќе биде во едно големо искушение, бидејќи тука има многу сериозни правни аргументи, а има и политички контекст и политички импликации. Јас лично некогаш мислам дека ќе биде добро да се движи во таа насока. Можеби тоа ќе смени политичката реалност, ама е многу комплексно и ќе треба тоа да биде пропратено со многу иницијативи и една вешта стратегија како да не бидеме прикажани како ете ги. Тврдите, беше постигнат договор, самите го срушија, да речеме договорот за разграничување меѓу Грција и Албанија падна на Уставниот суд во Тирана. И дури и меѓународен договор. Ова е многу послаб документ. Не бил на ратификација, не поминал низ парламент и така натаму и така натаму. Но може да не стави во позиција на проблематични. Сега, тој вака создава проблеми. Без него процесот станува многу поизвесен и појасен, а фали јасност. Меѓутоа се разбира, Бугарија ќе каже, ама ние уште инсистираме на сите работи што политички инсистираме на сите работи што ќе бидат таму. Така што и да и не е краткиот одговор. Само за крај да го заокружиме овој разговор со прашање кое што му беше поставено и на Кошта. Треба ли да гаиме некаква надеж во однос на предлогот кој што беше представен од страна на германскиот канцелар Мерц? Може ли тоа да биде некакво решение за нас? Големото прашање денес е дали ЕУ има една политика кон проширувањето или неколку, кои што сите ги викаме со исто име. Од писмото на канцеларот Мерц, неколку дена претходно после тоа имаше 5 земји членки што излегува со нон-пейпер за постепено проширување. Поголемиот дел од пријателите, земјите членки пријатели на Западниот Балкан. Големото прашање е дали сите овие предлози водат кон членство или водат кон некакво членство лајт, некакво учество, ама без право на глас, ама јасно е дека Европската Унија сака нешто да направи, меѓутоа се уште не се одлучила кој е патот. Има барем 5 или 6 во последнава година иницијативи од овој тип. Постепено, фазно, комисијата излезе со еден вид, како го нарековме, reversed, обратно. Прво ќе ве зачлениме, па после ќе добивате, нели, тоа беше, тоа не помина. Добро е ние да бидеме дел од овие дебати и мислам дека ако има некакво прозорче што ќе се отвори, треба да бидеме спремни, да не бидеме изненадени и да се обидеме да го искористиме и за нашата европска иднина. Меѓутоа, премногу надеж кон конкретен предлог, председателот Зеленски на Украина ден-два после писмото на канцеларот Мерц рече ние со ова не сме задоволни. Голем дел од земјите членки што пред се интересираат околу Украина, балтичките, нордиските, Варшава, ќе следат еден, така што не преголема надеж за нешто конкретно, меѓутоа учество во дебатата, бидејќи јасно е дека безбедносно прашање станува, сите чувствуваат итност, нешто мора да произлезе од оваа дебата, некаква конкретна вистинска политика. Добро е да сме посветени на реформите, добро е да се обидуваме да отвараме диалог со Бугарија,
и мора да сме исклучително ангажирани, нели, ако е европско прашање, со сите останати земји членки. Не може да е билатерално кога тоа одговара на Бугарија, а европско кога тоа не одговара. И еве ќе завршам со една интересна, за да доловам малце на гледачите. Дел од документите што се услов за отварање на првиот кластер е овој акцијски план за малцинства. Тој се работеше со експертиза на Советот на Европа. Телото на нашиот континент што има најголем стаж, да речеме, за високи стандарди во однос на заштита на малцинските права. Имаше 2 рунди на консултации со сите, многу широки. На втората присуствуваа и представници на земјите членки. Голем дел од земјите членки, ако не и сите EU26, па и од изјавите на амбасадорот Рокас, од Брисел, имаше еден вид поддршка на овој процес, па и пофалби за документот, а соседна Бугарија ден-два после овие консултации излегува со нон-пейпер во Брисел и вели, не е ова доволно, не е ова тоа. Сега, ако е европско прашање, кој е судијата, дали е нешто доволно добро направено? Европската комисија, EU27 или Бугарија ќе биде крајниот судија и странка во спорот, што уште од римското право не функционира. Да, многу јасни пораки. Благодарам многу за гостувањето, господин директор. Благодарам на можноста. Финансиската полиција во акција за лов на финансиски криминал и корупција, приведени повеќе лица, меѓу нив и поранешниот директор на Царина Стефан Богоев. Стартуваат преговори за реконструкција на владиниот кабинет. По оставката на Фетај, министерот Лимани најавува обединување на разочараните и подготовка на предвремени избори. Финансиската полиција спроведува акција по сомнежи за местење тендер во Царината. Според неофицијалните информации, опфатени се 4 лица, а меѓу нив и поранешниот директор на Царината Стефан Богоев. Акцијата произлегува од предистражна постапка насочена кон откривање и документирање на повеќе кривични дела од областа на финансискиот криминал и корупцијата, за кои постојат основи на сомнение дека се извршени од службени лица и други лица кои го искористиле своето влијание, општествена положба и углед со цел стекнување против правна имотна корист од големи размери. Во рамки на акцијата, а во согласно со насоките на надлежниот јавен обвинител, од страна на овластени службени лица од Управата за финансиска полиција, лишени од слобода се повеќе лица, велат официјално од финансиската полиција. Од обвинителството за организиран криминал, прашани дали е приведен Богоев, официјално велат дека не можат да ја потврдат информацијата. Под координација на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Управата за финансиска полиција спроведува акција поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела од коруптивна природа. Акцијата уште трае, велат официјално од обвинителството. Стефан Богоев е поранешен директор на Царинската управа, а со Царината управуваше една година, од јуни 2023 до јули 2024 година. Богоев е поранешен подпредседател на СДСМ и екс-градоначелник на општината Карпаш. Стартуваат преговорите за реконструкција на владиниот кабинет. Во моментов останува неизвестно дали промената ќе биде само за тројца или многу повеќе министри. По оставката на Фетај, министерот Лимани најавува обединување на разочараните и подготовка на предвремени избори. Катерина Нешкова со деталите. Почнуваат преговори меѓу Мицкоски, Касами, Меджити и Димитриевски за најавената реконструкција на владиниот кабинет. Помалиот партнер Знам останува во владата и покрај тоа што го намали бројот на претениците по заменувањето на Цеков од нејзините редови, потврди премиерот. Новата распределба на ресори кадри треба да заврши до крајот на месецот, што ќе се поклопи и со 2 годишнината од првиот владен состав на Мицкоски. Така, ако гледаме, тогаш има и други коалиции, мислам, партии во коалицијата што имаат помалку или повеќе пратеник. Тоа е жива материја, динамичен е тој процес. Не е тој процес, како да кажам. Но, ајде да се вратиме на суштината. Сега сме посветени на натрепартиските поместувања, реструктурирања. Тоа отприлика планираме да го завршиме до средина на јуни и веќе втора половина на јуни да седнеме со партнерите и да разговараме.
Промените во владата практично почнаа вчера со оставката на вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај. Тој ќе остане соработник на кабинетот на Мицкоски од странство. Неговото заменување не беше неочекувано. Стана известно дека ќе остане без министерска фотелја откако ја изгуби битката внатре во Вреди со сопартиецот Азир Алију. Иако владини функционери тврдеа дека Фетај не доаѓа на работа во владата повеќе од 2 месеци, Мицкоски демантираше такво нешто. Известно е дека од владата ќе замени и министерот за социјална политика Лимани, кој се скара со Беса и Касами пред обединувањето на Вреди. Јас работам на обединување на сите групации кои се разочарани од однесувањата, действијата и чекорите на самопрогласените лидери на Невреди. Подготовка за предвремени избори, не коментираше Лимани. Како сигурен кандидат за смена се споменува и министерот за правда од редовите на Знам Филков. Се очекуваат смени и на кадри и на ресори и во ВМРО ДПМН. Од опозицијската СДСМ велат дека какви да се промените, тие ќе бидат само шминка и дека не очекуваат промени во владењето на ВМРО ДПМН. Неговата влада е иста како и партијата, фан клуб на Мицкоски, затоа sejedno е дали тој седи и подпишува или некој друг. Други имиња, иста приказна. А кој работеше добро? Единствено Мицкоски работеше добро за себе и за неговата криминална банда и оние партиски фирми на татко кој всушност не е татко, тендерите 161 за една фирма, 51 за друга, 93 за трета, тендерите на пошта за советникот од Знам и така натаму и така натаму. Тие единствено работат добро само за себе. Одредени функционери од власта велат дека не е исклучено да се направи и поголема промена, која би опфаќала повеќе од третина од министрите, што би значело ново гласање за целата влада со 61 пратеник. Тоа мнозинство во парламентот не представува проблем за Мицкоски. Катерина Нешкова, Сител телевизија.